Добар ден на сите, ви благодарам за вашето присуство на пресконференцијата на селекторот на македонската А репрезентација Гоце Седловски. Го објавуваме списокот со повикани фудбалери за бараш над преварите за пласма на светското првенство 26 март во Копенхаген против Данска и 5 дена подоцна 31 против Република Ирска или против Чешка. Веќе го имате добиено списокот со 28 фудбалери кои што се повикани за овие два надпревари. Селекторот на македонската репрезентација Седловски ќе даде најнапред свое видување во однос на очекувањата од надпреварите и се разбира во однос на повиканите фудбалери, а потоа можеме со ваши прашања. Само информација дека собирот на македонската репрезентација е закажан за внедела, 22 март, на 23 се очекува сите да бидат приклучени во тимот на тренингот во 16 часот тука на тренинг центарот Петар Милошевски. Му давам збор на Седловски, а потоа можеме со ваши прашања. Како прво, добар ден на сите, поздрав за сите присутни тука. Одма да кажам за надпреварот со Данска кој не очекува. Се работи за еден доста сериозен противник, кој за нас е голем мотив да се докажеме, да видиме каде сме и што сме. Одлучив играчкиот кадар да не менува многу. Оние играчи кои го носеа товарот на овие квалификации да останат исти и да освежиме со неколку нови играчи, со неколку повратници во тимот и да ја закружиме бројката на 28 играчи, 25 играчи и тројца голмани. Па што се несува до дебитантите, тука е Мусовски, кој добро го пратев цело време, кој добро играше во лигата кој настапува во Америка. Тука е Фетај кој исто така во Шкендија ги игра сите надпревари кои во конференцијска лига, кои во првенството на Македонија. И верувам во нив. И третиот кој сакам да го нагласам е Рера, кој во Посолската лига е во Борац Бајна Лука, кој е капитен и настапува доста добро, така да се одлучив за тие тројца да бидат дебитанти за овој надпревар. И повратниците кои се тука Бобан Николов и Дориев, кој исто доста време беше во репрезентацијата заедно со Боби, се одлучив да ги вратам во репрезентацијата. Бајтуали исто кој настапува во Албанската лига, кој исто игра во конференцијска лига, се одлучив и за него да го вратам во репрезентацијата, бидејќи на таа десна страна тамо стануваме малку проблематични, а го пратев и мислам дека може да ни помогне и за овие две утакмици. Али прво гледаме за надпреварот против Данска. Толку мене. Благодарам. Ве молам со вашите прашања. Дамјан Николовски. Селекторот Стефан Деспотовски како опција на десен бек, Стефан Листовски беше најавуван како можна опција, како евентуален камбек. Што станува збор со овие 20 играчи и каква е ситуацијата со Даниел Лаврановски, да влезе во некаква комбинација за повик? Добро, како што кажав, значи за овие две утакмици, за оваа утакмица првата против Данска, во главата ми е се одлучив за овој состав. Сега не сакам со имена да ставам. Стефан Деспотовски последниве два надпревари почна да игра, пред тоа не играше со, така да како што кажав, на таа позиција десна страна таму се одлучив за Бајтуали кој игра стандардно во клуба и тоа е тоа. Никола Кировски. Задоволни ли сте од минутажата што имаат фудбалерите? Посебно овој костурот на тимот, знаеме дека Елмаз Барди играат. Па како што кажавте, да. Бисер Муслиу беше повреден подолго време со него, имавте ли контакт, како е? Да, во контакт сум со сите играчи, така и со Муслиу кој пред 3 дена 4 се слушнав, играше една со вториот тим на како што настапува тамо. Се добро, здрав, ќе дојде за тренизите тука кои времето ни е кратко, исто морам да кажам, 2 или 3 тренизи ќе направиме тука, ќе покажеме. Тука е и Џани Илиевски кој има проблеми малку,
тие двајца ми се малку поризични, затоа одлучив во дефанзивната линија да повикам повише играчи. Во однос на Алиевски, само информација дека медицинскиот тим на неговиот клуб не дава дозвола да се приклучи на подготовките на тимот. Во консултација со нашиот лекарски тим ќе се одлучи дали Алиевски ќе дојде во Скопје или ќе го прескокне овој надпревар, овие два надпревари за Данска и за Чешка или Република Ирска. Филип Мишов. Дали некој од ново повиканите играчи или од повратниците очекувате да има минутажи, можеби некоја значајна улога во првиот тим или од клупата одма на првиот меч со Данска, или можеби гледате кон идните интернационални прозори на први? По секако дека овие играчи кои се повикани тука, кажав, костурот е тој кој квалификациите ги играа сите заедно, таа атмосфера што има тамо и сакам да остане иста, како се познават, доста време се заедно во репрезентацијата. Со освежување со овие 2-3 играчи кои ги дадовне, секако дека има потенцијал кај еден Дориев кој знаеме како играше у таа лига тамо, прв стрелец беше, и овие другите кои се повикани тука. На нив е да се докажува дали ќе игра 15 минути, дали ќе го почнат над преварот или второ полувреме, значи таа минутажа што ќе добијат, игра за репрезентација и треба да знаат кој дрес го носат. Ше едно прашање за селекторе. Данска ќе има проблеми со одбраната, барем по она што го најави селекторот, двајца суспендирани имаат, двајца неизвестни, еден со сигурност нема да настапи, од друга страна нашите репрезентативни напајачи се во добра форма, барем од тоа што го играат во последните 2 месеци за своите клубови. Пред се тука мислам на Растовер, колку тоа ќе ја олесни задачата на Македонија во овој дуел со Данска, затоа што данците може да настапат и со втор, трет голман, со втора одбрана, додека кај нас повиканите тие се тие. Да, сега на никого не посакуваме такви работи, да има повредени играчи, така противникот Данска, она што го гледам, што го пратам, има доста проблеми со повредите. Ние се фокусираме сами на себе, нормално дека ме радува формата на нападачите кои играат во клубовите, посебно Растодер кој секоја утакмица скоро постигнува гол, така да сите кои ќе влезат, уште еднаш ќе поновам, мора да го дадат максимум. Нормално играме против една репрезентација како што е Данска. Дали имало повредени играчи, секако дека голем ростер има и знаеме кај игра нивните играчи, така мислам дека не се плашиме, треба да излеземе храбро, колективно, еден за друг да одиграме, да направиме. Сите очекуваат дека Данска е фаворит на хартија, но во фудбал има многу работи кои можат да се сменат, теренот се ќе покаже на тој натпрев. Викторе, прво со среќа дека ги имате ли првите 11 што ќе истрчаат на паркет во главата сега или се уште е рано? Па тука, од прилика ги имам, али не можам сега да кажам. Има уште во клубовите да одиграат уште еден надпревар кој ги очекувам у недела да пристигнат тука, да видиме. Не дај Боже некој да се повреди, сакам да стигнат тука сите здрави, па после ќе размислувам во тие 2-3 дена кои ги имам пред себе да со кој 11 да истрчаме на терен. Дали Марио Илиевски беше опција? Или? Кажав, овој состав сум го направил и дали бил некој, значи за никого не е вратата во репрезентација затворена, ќе ги пратам. Кажав, Костуро сега кој ги одигра квалификациите, сакам да остане и со неколку освежување во репрезентација, во играчкиот кадар, дека го заокружив тој состав од 28 играчи. Никола Гировски. Што можеме да очекуваме да биде малку поразлично од тоа што досега беше во Македонија, еве, со Седловски на клупата да состави некој поинаков печат? Дали агресивност многу поголема, дали офанзивен дух, дали 3 дена имам работа со играчите. Да. Што да внесам сега во овие 3 дена? не, идеите? Да, па нормално ќе покушам нешто да вметниме нешто ново. Што тоа морам да го оставам за себе, да разговарам со играчите. Не можеме многу да менуваме, нормално, али
Она што ми е важно да сме колективна, компактна екипа, да одиграме еден за друг внатре, да не се плашиме бидејќи играчиве кои играат во клубовите, знаеме во какви клубови играат, каква атмосферата која ќе биде во Данска, не треба да се преплашиме, да излеземе, да одиграме. Сите, јас како играч највише сум сакал да има една таква атмосфера, така да и играчите кои се таму, кои ќе излезат, не треба да се преплашат од таа атмосфера. Секако респект за Данска, респект за сите репрезентации, и Македонија има мотив за да одигра добар надпревар и да направиме изненадување таму. Бранко Казаковски. Селекторе, дали искуството на голем дел од играчите кои играа на оној бараж во Палермо против Италија и потоа во Португалија на Дракао ќе ви помогне на вам како тренер да се носите со притисокот против Данска? Па секако, дека видовте, како што кажав сега пред малку, на хартија е Данска сите фаворизирана. Значи, така беше и со Италија кога играше Македонија тамо, направивме еден подвиг, победивне, сега нека биде дај Господ и така во Копенхаген. Филип Мишев. Дали може би имате преференца за потенцијалното финали, против кој противник вие како тренер би сакале повеќе да се соочите, што би ни дало повеќе шанси за пласма на Мундијал? Прво главата ми е Данска, значи видете, после ќе размислуваме во тие 3 дена, 4 кои ги имаме, али секако дека повише би ја посакувал Ирска. Али има до таму многу да стигнеме, треба да се размислува само на преварот во Копенхаген. Табаковски. Слично прашање беше прогноза за вториот мач. Треба поново? Не. Вашата Да. Како што кажав, да. Прогнозата е евентуално. Ја би ја посакувал Ирска, али треба да се помени Данска. Данска е добра репрезентација, али и Македонија не е. Да. Или Македонија да даде гол. Секако. Со еден збор секако дека кажав и на кога ме представува дека Македонија нема да се брани, така ќе биде. Нормално сега доколку противникот ни дозволи, али ќе настојувам да играме доста отворен фудбал сега. Нема што да изгубиме, само можеме многу да добиеме. Ново надпревар. Дали има други прашања? Дургутов. Селекторе, како гледате можеби на традицијата, ако не сум грешка со Данска сме играли 3 пати, изгледува дека сме играл со половина гол разлика. Во фудбалот некогаш и традицијата нешто значи психолошки, како да кажам. Дали за вас и за играчите и тој податок е на некој начин? Тоа било Да кажам пред да почне дуел. Тоа било пред 10 години секако, така? Колку се сеќавам, последниот надпревар, да. Тука и победивме, мислам. Да. 3-1. 3-1. 3-1, да. 3-0. 3-0, да. Секако, кажав, значи, нема што да се плашиме, треба да излеземе тамо да одиграме мушки, храбро и го оставаме она сето позади нас што било, значи, знаеме зошто идеме тамо, знаеме што значи овој надпревар со Данска и така ќе се поставиме во Копенхаген. Ајде, јас уште едно се извинувам трето. Данските медиуми некако како да им прават притисок на своите фудбалери дека Македонија мора да се победи. Тоа е најновото од овие и од кога се паднавме со нив да играме и навака. Дали тоа е за нас можеби психолошка предност? Како они да имаат повеќе притисок, е дека ние не сакаме да победиме, но може ли тоа да е една психолошка предност за Македонија? Па и кај нас правиме притисок дека Македонија може да победи, така ли? Кај нас велиме може и посакуваме, они велат Данска мора да победи. Да, кај нив е притисокот, нормално, они скоро секоја година идат на светско или на европско првенство. Нормално дека ќе има притисок кај нив, плюс за нас, али, како што кажав, фудбал 90 минути, дај Боже да има и продолжение, па да биде и пенали, али нека се реши надпреварот во тие 90 минути кои сме таму. Притисокот нека биде кај нив, наше да одиграме како што знаеме и да не се плашиме таму. Спомнавте пенали. Тренирате ли пенали?
уште ги немам собрано. Секој пробаме во овие 3 дена кои ги имаме тука, сите варијанти, сите она што треба да се направи за тој надпревар ќе биде покажано на играчите, истренирано и спремно се да биде све оставено на тацна што се да не изненади ништо, да, во тој надпревар. Тренизите ги знаете, 23 во 16 часов. 24 во 15 часот е чартер летот кој што е организиран за Копенхаген. Таму ќе бидат и стрелците на последниот надпревар со Данска, Ибраими, Пандев и Најдовски. И Новески. Првиот тренинг сакам да го оставам отворен тука, да дојде кој сака нека го следи, тоа ќе биде у понеделник. У недела имаме тренинг, али некои играчи кои ќе стигнат тука, некои нема да стигнат, има надпревари во клубовите, така тие 2 дена може слободно да присуствува на тренизите. Доктор, едно прашање за вас, само имаме ли информација колку македонски навивачи купиле легално карти? 97 до синоќа беа во продажба преостанати билети, така што над 1000 ќе биде бројот кој што ќе бидат присутни на паркинот во Копенхаген. Над 1000 македонци? Да. Ви благодарам на сите за вашето присуство. Благодарам и на вас.